Почитувани пратеници, почитувани градоначалници и советници, почитувани гости, драги сограѓани, дами и господа. Струмица до денес и Струмица од денес па натаму се две различни приказни. Тоа ќе остане врежено во нашата колективна меморија. Разликата помеѓу сонот и јавето може да биде голема и непремостлива, но таа може да представува и само една тенка линија која лесно може да се избрише, за да може слободно да се каже дека сонот станал јаве. Какво ќе биде јавето зависи од сонот, но многу повеќе од сонувачот. Духот кој во себе го носам ми овозможи од стариот добар учител животот да научам многу работи, но најповеќе од се научив како да сонувам со отворени очи. Го научив тоа и јас, го научија и моите сограѓани, па така заеднички одсонувавме многу убави сонови кои станаа наше убаво јаве. Вечерва Струмица и струмичени ја споделуваат меѓусебно радоста за уште едно убаво јаве, за уште еден одсонуван сон. Вечерва Струмица и струмичени стануваат свидетели на испишувањето нова страница од историскиот времеплов на овој наш град. Честопати се вели дека историјата ја пишуваат победниците наспроти оние кои биле поразени во некоја битка. Но има ли поубаво нешто кога се испишува историјата во која победници се сите? Има ли поубаво нешто кога во потрага, по подобро утре, свртувате нова страница во живеењето, надминувајќи ги стереотипите кои се во судир со современите текови? Новото време нуди нови предизвици, а на Струмица и струмичени им прејде во навика, прифаќајќи ги тие предизвици да го збогатуваат квалитетот на своето живеење, правејќи го секој нареден ден поубав од претходниот. Како резултат на тоа, еве сме повторно собрани да одбележиме уште еден заеднички успех, како што обично се собиравме и досега, за слични такви капитални успеси кои го направија нашиот град и поубав, и подобар, и поинаков од сите останати. Но овој успех, што вечерва го прославуваме, има посебна тежина затоа што е единствен по многу нешта во нашава татковина. Од денес со гордост можеме да кажеме дека Струмица е првата општина во Македонија која преку ваков вид на виртуелна гасификација го започнува користењето на природниот газ и како таква представува светол пример и за другите општини, но и за самата држава. Драги мои, ви благодарам што дојдовте вечерва на овој свечен и историски чин. Ви благодарам на сите што сте овде заеднички да се зарадуваме на постигнувањето. Велат дека споделената радост е поголема радост за сите што со душа и тело му се радуваат на овој проект и покажуваат и докажуваат како е да се сака Струмица. Јас и моите сограѓани уште на почетокот се договоривме, наместо да губиме залудно време, чекајќи да станеме дел од Европа, истата таа Европа сами ќе ја донесеме овде, ползувајќи ги нејзините искуства и позитивни вредности. Ете затоа велат Струмица е најдобро место за живење во Македонија. Со гасификацијата тоа уште еднаш само го потврдуваме. Треба да се знае дека ветеното не се остварува туку така. Сонот не станува јаве преку ноќ. Во оваа прилика вреди да се подсетиме дека патот од идеи до реализација одеше најпрво преку организирање јавна дебата кон крајот на 2009 година, на која стопанствениците и граѓаните позитивно едногласно го оценија предложениот проект за изградба на виртуелен гасовод во Струмица. Следуваше и зеленото светло од Советот на општина Струмица за формирање на јавното претпријатие Струмица газ во 2010 година.
На 15 април минатата година конечно беше објавен стартот на изградбата на примарната гасоводна мрежа, која имаше за цел енергетски да ги поврзе градинките, основните и средните училишта и државните и општински институции во градот, со тенденција мрежата во наредните фази да се шири и до стопанските објекти и до домовите на граѓаните. Она што беше зацртано во нашите примарни планови е веќе остварено и денес официјално го објавуваме отпочнувањето на користењето на природниот газ во Струмица како ефтин и еколошки енергенс. Примарната гасоводна мрежа денеска има до сите јавни, општински и државни институции, до сите фабрики и во близината на сите куки во нашата Струмица. Изборот на моделот за изградба на виртуелен гасовод беше избор кој значише дека Струмица нема време за губење во исчекување на изградбата на националната гасоводна мрежа, но во исто време значеше и целосна компатибилност со истата, кога таа и да се изгради. Во прилог на оправданоста на нашиот проект оди и стратегијата за енергетика за периодот од 2008 до 2030 година на МАНУ, Македонската академија на науки и уметности. Во таа стратегија, во делот за природен газ и основните принципи на развој на преносната мрежа, стојат препораките за етапни инвестициони зафати и правци кои гасоводно би ги поврзале градовите во државата. Воспротивно се вели во стратегијата на МАНУ, треба да се размислува за снабдување преку така наречени виртуелни гасоводи. Таквото размислување кај нас одамна прерасна во идеен проект, а проектот во она што е повод за нашата вечерашна свеченост. Пробните тестирања веќе ја потврдија успешноста од употребата на гасот, па сите оние кои се дел од институциите, кои се под ингеренции на општината, веќе го чувствуваат благодетот од грејењето со помош на природен газ. Во оваа прилика, бројките на отчетноста велат дека за изградбата на гасоводната мрежа од 13 километри се потрошени 65 милиони денари. За опрема за декомпресирање, резервоари, платформи и локација за поставување на опремата 25 милиони денари. За адаптација за користење на природниот газ во сите општински институции 20 милиони денари и за мерно регулаторни станици 6 милиони денари или вкупно околу 2 милиони евра. Тоа покажува дека гасификацијата на Струмица е најголемата домашно економично енергетска инвестиција во Република Македонија во последните неколку години. Економската оправданост на овој проект се огледува во фактот дека за грејење на општинските институции годишната заштеда би изнесувала преку 300.000 евра. Токму поради ова и поради идните бенефити кои ќе ги ползуваат граѓаните и стопанствениците со поврзување на домакинствата и фабриките, вложувањето сопствени општински средства во сопствен општински проект е вистински полн погодок. За волја на вистината, за прв пат во овие безмалку 8 години посакавме за ваков вреден капитален проект и да ја задолжиме општина Струмица. Од државата и владините институции не побаравме ниту денар, туку само единствен подпис. Подпис кој една општина со највисок кредитен рейтинг во државата и го заслужи. Тој подпис не го добивме, но јас и моите сограѓани ставивме свој подпис и свој печат на својот проект и го реализиравме на наше взаемно задоволство проектот гасификација на Струмица. Затоа и јас ја користам оваа можност јавно да им се заблагодарам на сите граѓани од општина Струмица кои веруваа во гасификацијата и безрезервно застанаа зад неа. Зборови на благодарност упатува и до Топлификација АД Скопје,
Топлификација инженеринг Скопје, Поинт Про Скопје, Галилео Македонија, Галилео Бугарија, Конти Хидропласт Гергелија, Филбис Мирко Скопје, Кратер Скопје, ЦМЦ Екокон Скопје, Цирко Скопје, Жикол Струмица и Универзал Градба Струмица. Зоки Узунов, Мите Андреевски, Верица Узунова, Зоки Китанов, Блаже Милановиќ и другите. Огромна благодарност посебно до вас. Тоа што го одработивте не се плаќа со пари. Ама испишавме историја за Струмица. Драги пријатели, овој историски чин се случува во датум кој лесно се памети. Денес денот е 10, месецот е 11, а годината 12. Бројките во низа, кои последователно растат, асоцираат на исчекор, на растеж, на прогрес. Во името на тој прогрес кој треба и мора да продолжи, нека ние со среќа почетокот на користењето на природниот газ во Струмица. Благодарам.